Министерката за образование и наука Мила Царовска соопшти дека второто полугодие продолжува по истиот модел досега, кој според неа се покажал успешен во првото полугодие. Она што е позитивен пример не треба да го менуваме и сметам дека второто полугодие ќе продолжи да се спроведува со комбинираниот модел и дека оваа учебна година ќе ја завршиме според успешно воспоставениот модел, изјави министерката Царовска. Таа посочи дека најголем предизвик во првото полугодие било како наставниците ќе се снајдат со онлайн наставата. Новој предизвик е надминат и во второто полугодие го продолжуваме воспоставениот хибриден модел, онлайн со физичко присуство и со следење часови преку телевизија, рече Царовска. За неа првото полугодие завршило успешно. Според статистиките на Министерството за образование и наука, над 90% од учениците успешно следеле онлайн настава. Имало помалку од 1% активни случаи со COVID-19 на наставници и ученици од оние кои биле со физичко присуство, а наставата и оценувањето завршиле успешно и на време. Во меѓувреме, Сојузот на средношколци најави бојкот на наставата ако властите не ги исполнат нивните барања во однос на полагањето државна матура. Вчера пак упатија реакција до властите барајќи да започнат со процесот на повторно отворање на средните училишта со постепено воведување на комбинираниот модел на настава. Наспроти ставот на министерката Царовска, од Сојузот сметаат дека наставата од далечина оставила штетни последици врз менталното здравје на учениците, нивната потреба и врз квалитетот на самиот наставен процес. Во многу случаи наставата од далечина беше и дискриминаторска, таа не дозволуваше еднакво учество на средношколците кои немаат пристап до компјутерска опрема или интернет. Сојузот изработи две истражувања кои ги потврдиле овие наоди. 80% од учениците онлайн наставата ја оцениле со 1, 2 и 3, тоест ниски оценки. Второто полугодие започнува утре на 21 јануари.